Тројцата браќа што ошле на туѓина. Чита Александар Станојков. Си отишле тројца браќа на туѓина да работат и да спечалат пари. Работиле што работиле, спечалиле пари колку што им дал Господ и се сготвиле да си одат на Вилјаед. Постариот брат и посредниот си работиле наедно, а помалиот бил главен при еден мајстор. Го поканиле двајцата браќа помалиот за и тој да си оди дома со нив. Кога чул помалиот оти ќе си одат дома браќа му се смилило и нему да си оди со нив. Му посакал Есапот од другата што бил главен од мајстора му и мајсторот му на часот му го дал Есапот токму што му чинело. Еве ти го момче Есапот, му рекол мајстор му, еве, олкоа пари ти чинит, ама еве што сакам да ти кажам. Париве, еве и пред тебе, еве ти и 3 ореи. Ореите ти давам со алал и со благослов, а парите не ти се благословени. Сега мисли душко и прај. Сакаш парите без благослов земи, сакаш 3 ореи земи со благослов. Како ти ќеф, така прај. Така му рекол. Кога чу момчето тие зборови од мајстора си, застана да се мисли како да прави. Да земи парите без благослов, неќел. Да земи 3 ореи со благослов, никако окото не му се полнеше. Дума 6, најпосле си рекло само со себе. Ќе земам 3 ореи благословени, да како ќе ми поможи Бог, така нека бидите. Си зел 3 ореи благословени, му бакнал рака на мајстора си и ошол кај браќа си и си тргнале сите тројца да си одат на Вилјаед. Одејќи по патот го прашале двајцата поголеми браќа помалиот колку пари имат од другата што работил у мајсторот му. Јас бре браќа, му рекол, наместо пари имам 3 ореи, чунки мајстор ми парите што ќе ми даваше за ругата, што ми чинеше со алал не ми даваше. Тој ми рече, еве ти душко парите од другата што ти чинеше, туку благословени не ти се. 3 ореи се со алал и со благослов ти и давам. Кој сакаш сега земи си. Ќеф ти ореите, ќеф ти парите. И така, браќа мој, јас поеќе милував благословените ореи, одошто неблагословените пари. Да, сега, како ќе ми Бог поможите? Како? 3 благословени ореи? Се изнасмеале чисто. Ти си зел место пари. Удри се по глава со нив и крши си глава. Ја назад врати се, ја напреоди. Со нас еднашка те неќеме ни по пат да одиме ни дома да живееме. Да знаеш, од овој саат делени сме од тебе, чунки ние да работиме и парите што сме испечалиле дома да и носиме, а пак ти чорбаджи што си работил, само 3 ореи да те бијат по глава. Ќе ни бидеш и седже назад, бре, оти сега ќе ти искршиме главата. Му свикале со лутина. Кога чу тие лошо изборови помалиот брат од двајцата поголеми браќа, остана на патот како здрвен од страм. Седнало сирото момче на земи, од кога изминаа браќа му, и ватило да си мислити да жали. Некои пријатели од браќа му и него и се погодило да одат на туѓина и се стреле со браќа му, да му кажале оти помалиот им брат што работил толку време на туѓина, спечелил голема стока, дури 3 ореи. Страм да му биде, велеле на пријателите. Врвејќи пријателите пред помалиот брат кај што седел, му се подбиле шега дека само 3 ореи беше спечалел. Страм да те јади, му велеле. Море никаков бре, толкова време да работиш и само за 3 ореи да кандисаш да земиш руга и парите што ти дал мајстор да ја оставиш ти, бре. Откоја заминаа пријателите, помалиот брат беше извел еден од ореите в джеп и ватил да му се пулити сам со себе да си велите. Вистина сум за страмота, како што ми рекоа браќа ми и пријателите. Вистина ми излага тој никаков мајстор што ми даде 3 ореи во место пари. Ми мори глава, 3 ореи, колку пари чина дури 5 пари. Си оставив еден куп пари и зедов пусти 3 ореи да се бијам сега со нив по глава, како што ми рекоа браќа ми. За ум да берам ушинаш. Мори глава, дебел ме,
Се ударил со ореот по глава како да може, дури беше се окршил ореот на две половини. Кога? Што беше излегло од благословениот орев? Една цела сурја волој, сите една длага, сите еден бој, сите млади, да ти е грев да му се ополиш, кој да види да завиди. Кога види ужаленото момче од едниот орев излезе цела сурја волој, од радост не знаеше што да стори. Си изабрал пред себе волоите, кротко да си оди дома. Беше го извел и други орев од джеп и го клал на земјата, го окршил. Кога што да видит? Едно цело ерđеле коњи, кобили, кој од кој убај и најубај, око од нив да не одвртиш, за мило убајна беа биле. Си изабра и нив пред себе со голема радост и веселие. Поде потамо и го изваде трети орев, го скршил и него. Кога што да видит? Цел булук овци и овни, сите калеши, а овните сите уѓичи, да ти е грев да му се пулиш. Си изабрал сите три булуци пред себе да си терат дома. Нашол по патот и неколцина овчари, си главил да му ја отераат дома, оти сам не можел. Кога приближил до своето село, беа неизлегле сите селани да гледаат тие три булуци од помалиот брат што и терал. Со сите селани беше излегли и браќа му, и татко му, и мајка му да видат тие убави булуци. Кога го виделе отие тој, и кога беа разбрале од трите ори беше му излегле трите булуци, на чудо беа станале, го грабнале и беше го избакнале за дека голема печалба беше им донесол. Браќа му посакале проштење, зашто беа го оскорбиле. Кога да имаш стока, секој те сака, а кога да немаш, ни татко, ни мајка те сака, што рекле стари.